Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија. Вечерва со Умер Мухамеди, добро вечер. Добро вечер. И со Петар Богоевски, добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на покана. Да. Богоевски во јавноста важите како човек кој жестоко се бори вербално секако поготово на оваа емисија против бугарските политики во земјава. Имавте многу дуели кои што стана запаметени. Многу често велите дека бугарска надворешна политика кон Македонија е непријателска. И тоа сите го знаеме за вас, меѓутоа по објавувањето на вашиот имотен лист дознавме уште плюс нешто за вас, тоа дека практично сте милионер. И тоа што е уште поинтересно е што имате сметки во Бугарија. И сега како може човек, државен службеник, кој што жестоко се протистави на Бугарија, и нејзината непријателска политика кон Македонија во оваа фаза, да има сметки токму во таа земја? Таа сметка е стара доста години. Мислам дека во времето кога бев докторант. И ја обновив пред неколку години зашто ми беше потребна сметка во Европска унија. Работев со некоја американска компанија која не прифаќаше банки од надвор Европска унија. И општо за трговија со акции, платформи, во САД задолжително е да имаш сметка во некој од европските земји. И на некој начин искористив таа студентската сметка јас. Така да добро ми послужи таа сметка. Прилично доста работев претходните години на тие платформи трговски или повеќе за вложувања. И остана така. Жива сметка е. Не можам да ја обновам, ми стигнаа некои документи за обновување, бидејќи не смеам да влезам во Бугарија и не можам да отидам да потпишам таму што бара да обновам. А од друга страна, многу убаво што се дигна фамата со сметката, зашто документацијата од сметката ја имам, ја поседувам и таму јасно стои дека е за нерезидент. Што значи дека ако сум бил бугарски државјанин, немало да имам сметка во Бугарија на нерезидент, ќе беше на резидент. И на некој начин ова дигање на фамата со сметката ги демонтираше сите оние други кампањи против мене за другите приказни со Бугарија. Дали имате или не е државјанство? Да, така да со Бугарија мене ме следи таа приказна цел живот, ќе ме следи веројатно до крај на животот. Јас ќе си ја платам цената за моето работење за пријателство помеѓу македонците и бугарите. Како ќе ја платите цената? Што мака видовте вие? Предходните 10-15 години и тој имидж, тие времења, тие приказни, ќе си остана трајно последица. Јас од тоа не бегам секако, точно сум се борел за пријателство помеѓу двата народи. Бугарија го изневери пријателството и тоа е тоа. Тука не има ништо спорно. Како спорното е дали сега мислите дека таа сметка треба да се ја затворите наставно, бидејќи се коси можеби до некаде со вашиот наратив во на бугарската политика. Сега испадне дека вие таа држава која што велите дека така со однесот на Македонија, го користите нејзиното членство во Европската унија, си бркате ваши работи. Не се тоа ваши работи, тоа е бизнис, меѓутоа ваши работи е бизнис, не е нормално, не е криминал бизнисот, Не, апсолутно. Не, да се расчисти во Македонија, пошто е криминал, нели, инвестициите се криминал во Македонија. Тоа јас не го реков. Да, тоа е проблем. Значи, и да сакам да укидам, сега не можам, затоа што не можам да видам, али генерално за жал, таа последица од бугарското вето не остава последица само врз мене или врз губењето на пријатели како мене на таа земја и на тие луѓе таму, остави трајни последици врз помладите генерации. Јас правев една историска анализа, од прилика на 70-ти години доаѓа циклус, да има некој обид за пријателство меѓу македонците и бугарите, и тоа задолжително секогаш работата е утнуваат бугарите и повторно настанува непријателство и после следните децении тоа продолжува се завлечи, така да не гледам дека
ќе се санираат последиците за брзо време од се тоа што се случува. Ќе зборуваме за тоа, друга беше темата, а Мухамеди коментар за Да, секако. Точно е дека не е криминал да се има сметки во Бугарија, ниту да се има бугарско државјанство ако се исполнуваат условите и стекнуваат на легален начин. Ниту е криминал, например, да се имат фирми во Бугарија, но многу е неискрено и хипокризија, например, еве Петар сега спомнал, вика дека сметката таму му е блокирана. Максим Димитриевски вика дека фирмите му се во стечај. Сања Божиновска за државјанството не знае и она веќе што све ќе измислува. И стварно ова е премногу неискрено и хипокризија, кога треба тоа да се користи за лични придобивки, тогаш е окей да се имат фирми таму, е окей да се терат бизниси таму, а кога треба тука да се излезе пред граѓаните, да се барат гласови, први се со мајци, не за против бугарите, неправедни се бугарите во нашите релации, тие не кочат во нашите аспирации за во Европска Унија и стварно тоа ми е коментарот, мислам. Добро, мислам дека се работи за хипокризија. Хипокризија, поискрено би било поштено да бидат поштени пред граѓаните, да кажат да, си имаме за лични интереси која потребата, ние си имаме односи со Бугарија, супер односи, имаме државјанство, имаме фирма, имаме блокирани сметки. Па тоа го кажувате со време. Ајде малку соред. Кој да каже? Па вие сами. Па кажавме. Дека ти блокирана сметката. Боже Господи. Дека Викаш да кажеш, што да кажеме? Доаѓа момент дека треба да пријавиш, пријавуваш, како да кажеш? Па Сања Да не треба на знаме да дигнеш. пробуваше да крие, дека има државјанство. Абе тоа Сања, се зборуваме за мене. Значи, Александар, знаеш што ми е битен момент? Ајде. Јас имам пријавено имоти на платформа Српска. Зашо никој тоа не го коментира во Македонија? Заради тоа што немаме таков спор со Србија. Не, многу интересен. Вашиот наратив за навршена политика не е насоч кон Србија, тука како да. Кон Бугарија. Заедно тука сме се бореле за тие работи. Ја цел живот се борам со српското влијание во Македонија. Не е точно. Значи, не е така. Во ред, меѓутоа колку време тука сме потрошиле за македонско-бугарските односи, колку за македонско-српските. А колку време јас сум ги бранил бугарските пријателства тука на истата емисија. Не, се добро, сега прашувам тоа, да не скокаме. Не е така е, не ќе скокаме. Значи, каде е проблемот? Никој не коментира за сметка во Србија, иако е виртуелна, но сите коментираат за Бугарија. Тоа е проблемот кај нас во општеството. Тоа што во Србија не е грев, во Бугарија е грев. Ради спорот со Бугарија. Не е точно. Друга е многу подлабока работата. Значи, ние се уште сме на една фаза на созревање како нација и осамостојување на нашиот ментален склоп од она што беше минато под српското влијание, српската држава и така натака. И тоа веројатно ќе се провлекува уште долги години. И тоа сум пробувал да се борам со тоа, ама не целисходно. И подобро остави го така, нека помине колку ќе помине. Али хипокризија е тоа кога некој ќе ми зборува мене за хипокризија и викат подобро да пријавите, како да пријавите, поинаку сум да пријавиш. Јас не разбирам што требаше да направиме. Кога доаѓа моментот дека треба нешто да направиш некој јак согласно закон, ти го правиш. И кој друг не пријави некој друг, јас сум пријавил. Така да кој е тука проблемот? Кај е тука хипокризија, не разбирам. Од тој аспект не разбирам кои се забелешките. Значи хипокризијата тука е многу подлабока сега. А што е злоупотреба? Значи имаме една партија која што историски била не пробугарска во смисла, туку поблиска до Бугарија и сега од 2006 наваму станува просрпска. Постои една омраза буквално према бугарите, а почнуваат просрпска. Како не просрпска, туку поблиску до српскиот свет. Например, моменталните односи на ВМРО се многу поблиски со Србија отколку со Бугарија. Има ли поблизок од Ама во едната држава ако нема отворени прашања, во другата не негираат, мислам природно е тоа. Сега. Имаш една омраза буквално према бугарите, дека бугари во устав е предавство. Никој не вика Срби во устав е предавство. Бугари во устав вика дека е предавство. Ама фирми во Бугарија било окей да се имат. Бизниси да се терат во Бугарија било окей. Државјанство бугарско поголема предавство тоа дали има и поголема хипокризија. Да кажеш дека бугари во устав е предавство, а самиот да имаш бугарско државјанство. Сум поголема хипокризија или предавство ако е предавство бугари во устав, од тоа нема.
Мене ми се допаѓа тоа што младите сакаат да дискутираат нова тема. На времето одбиваат да дискутираат и затоа прифатив да имам дуел со релативно помлад човек. Не да држам лекции, не сум на факултет, него чисто да констатираме генерацијска разлика како гледаме, а тоа да го перцепираат и граѓаните. Поголема просрпска политика Зоран Заев нема. Тој го провираше Отворен Балкан. Тоа е промоција на српски свет. И неговата екипа. И сега, навистина е хипокризија да зборуваме за српско влијание кај десницата, а левицата која беше до вчера на власт беа конектирани со папошна врска со Белград. Ма традиционално тоа било така. Извинете. И лидерот на СДСМ Таче не можевме да го стигнеме од српски кафани и српски труби. И како млад и како премиер. Ама чекај се, да се историски биле такви. Да се доискажам. ВМРО не биле историски? Не е така. Ковачевски беше поранешен пример. Се извинувам, да, Ковачевски. со име и со презиме Добро, што треба. пошто малце ми е почесто присутен во Крушево, ние си го викаме Таче. Во ред, и ние ве викаме господине Погоевски, ние викаме Бунтур, така што по истата аналогија можам да ги Не ми смета да Не, знам дека не ви смета, меѓутоа имаме одговорност меѓу друго да го држиме дебата на малце повисока, само и во таа смисла беше интересно на времето. И јас кога бев на ваши години, беше интересно така да се дискутира, да се фрлаат од ракав работи, тоа е просрпски, пробугарски, но не е толку црно-бел светот. Во суштина станува збор за градење на односи со држави на база на она што е моментална можност, политичка, реал политика. Ако во овој момент се отворени можностите за соработка, пример со Албанија, треба да се негуваат и да се надградуваат. Ако се отворени со Грција, на што јас особено инсистирам, треба да се надградуваат и да се работи на тие односи. Еве, јас можам да кажам дека успешно договорив на претходна средба со колешката од Атина да направиме билатерален меморандум. Ќе биде новост за билатералните односи. Значи, тоа е можност која се создава во еден историски момент. Со Бугарија се затворени тие можности и нема соработка. Не дека некој не сака да соработува владата или јас дека не сакам да соработувам. Имавме прекрасни средби со колегите од Бугарија. Први што помага сега за Кочани ба Бугарија? 20 милиони? Не битно е тоа. Тоа е, како да кажем, фолклор. И ние им помагавме 95-та, кога нема леп да јадат, им испративме 25.000. млади животи, не знам колку е фолклор, меѓутоа им испративме 25.000 тони жито да се прани Бугарија. Океј, се е океј. Комши сме, треба да се помагаме. Нели, комшинско воспитување е да се помагаме. Во такви услови, како што било проблемите во 90-тите во Бугарија, денес е кај нас проблемите, Кочанскиот случај беше катаклизма, и тоа е сосема нормално да се помагаме. Меѓутоа, на мене ми смета фрлањето од ракав на етикетите. Онака, ова има сметка таму, готово, тоа е, ако имаш сметка во САД, што ли таму си предавник, јас сум инвеститор во САД, и сега сум предавник, се сум американски човек. Или ако имам инвестиција во Франција, сум предавник. Само да му дадеме време. Значи, треба повнимателно. Мислам дека тоа го расчистивме. Мислам тука чисто мој совет, како човек што поминал низ тие води на филства и манстра. Не, тоа споредбата нема врска. Мислам тука по-релаксирано во тие работи. Да кажеш дека Бугари во устав е предавство, а истиот ти да си имаш бугарско државјанство. Кој кажа дека Бугари во устав е предавство? Па сега да почнам сите да ги спомнам имиња. Кои сите? Па ги имаш Максим Димитриевски, имаш Сонја Божиновски. Ама јас сум Петар Бугарски. Пример. Владини коалиционери ви сте. Ама не. Вие имате сметка во Бугарија. Тоа за Макс ќе се оправи. Дали за вас Бугари во устав е предавство? Макс. Јас сум кажал, Бугари во устав не целисходен чекор, бидејќи ние сме за граѓански устав. И дали Мицковски е слободен Милошевич? Не треба да има ниту не треба да има ниту останати во устав. Треба да стои Македонија е република на македонските граѓани. И ние се бориме на граѓаните на република. На македонските граѓани. На граѓаните на република. На македонските граѓани. И ние се бориме Добро, ќе задржиме после молам. Се бориме за таа формулација на уставот, за целосна граѓанска држава, целосна граѓанска република. Сметаме дека е решение на проблемот не само со Бугарија и општо со другите проблеми со ЕУ. Најбрз воз кон ЕУ е граѓанскиот устав. Најбрз воз за решавање на етничките шовинизми внатре во земјава и на балканските проблеми е граѓанскиот устав. И мислам дека време е сите, вклучително и етничките албанци, да започнат отворено да зборуваат за граѓанскиот устав и да го поддржат како таков. Добро. Дуи го одби,
дуи го одби. Меѓутоа, дуи го одби, меѓутоа мислам дека тоа повеќе го направија во еден изборен занес. Добро. Значи, вака да се залагавте вие за граѓански устав, за граѓанска држава, името на вашата партија немаше да биде македонски концепт. Тука беше граѓански концепт. Така да, другите етнички заедници... Ова Македонија е. Добро, Па македонски концепт. Па каже граѓански концепт. Македонски граѓани. Македонски устав. За граѓански устав. Македонска република. Па сега пред малку кажавте граѓански устав. Па тоа е епитетот. Македонци сме сите што сме државјани на Република Македонија. Точно. Епа. Каде е проблемот? Граѓански устав ги опфаќа македонски сите. граѓани, да. Да. И македонски концепт, и македонска република, тогаш и македонски концепт, град, и македонска влада, исклучува... и македонска академија, и се македонско е сосема нормално и легитимно. Не би било пологично да беше граѓански концепт. Не. Пошто спомнавте граѓански устав, граѓанска држава. Да, окей. Тогаш и по името на партија е граѓански концепт. Македонската нација се македонските граѓани. Не го разбирате, правник мислам дека сте. Македонската нација? Да. Македонската нација се македонските граѓани. Државјани на Република Македонија, како што сме, како што се албанците, како што се... Ти си етнички албанец, јас сум етнички македонец, но и двајцата сме припадници на македонската нација. И двајцата сме државјани на Република Македонија? Да, да. Ама не припадници на македонската нација? На македонската нација, тоа е нација, државјанство. Па не е Nationality е државјанство. Citizenship. Па не е така. Мора тоа научиш. Добро. Не смеш тоа да пропуштиш. Што е национално, што е етничко припадно треба да се Добро, сега го прашате вие Богоевски дали е против бугарите во уставот, сега вас ве прашувам дали бугарите во уставот со ваква преговарачка рамка за вас е предасто или колосален чекор напред кон европските интеграции? Вака, како што бев јас и против ова промената на името, секако сум сега и против ова да се внесат бугарите во устав, бидејќи ова исклучок што се прави само за нас, например наместо да исполниме тие копенхашките критериуми кои што се за членство во НАТО, за членство во Европска унија, нас постојано не се наметнуваат некои други ги обврски, затоа сметам дека ние веќе треба да се фокусираме внатре кај нас, бидејќи тие копенхашки критериуми ние можеме да ги исполнуваме и да создадеме тука клима, да создадеме тука услови, европски услови, без да бидеме формално членка на Европската унија. Сметам дека овој предлог е чисто колку да се блокира Македонија во овој процес. Ама тогаш кажувате дека паричната влада свесно прифатила предлог кој што ќе не блокира едноставно. Дека ако е овој предлог само за ние да бидеме блокирани, тоа што велите дека минатата влада со тоа што го прифатила ова... Нели со промената на името ние ќе влеговме во Европската унија. Така не беше ветувано. Така не беше ветувано, не влеговме. Кој ни гарантира дека и со внесување на бугарите во устав ќе бидеме членка на Европската унија? За сега баш никој. Па никој не ни гарантира никој. Не дека јас имам некоја омраз, некоја антипатија према бугарите како нација. Туку не можеме ние постојано да донесеме одлуки кои што не ни гарантираат ништо, а ни одземуваат, можеби ништо нема да ни одзема, ама зошто да ни се наметнуваат такви обврски постојано? Добро. Например, посебно промената на името, тоа на најнеевропски начин беше истерано целиот тој процес. Значи, јас бев лично присутен како се полнаа кутиите за време на референдумот. И после издвигуваа... Каде, во Чаир? Во Сарај. После викаа дека еве албанците против македонците, например, во тој контекст после го ставија тоа. Врска немаше, никој не излегуваше да гласа на тој референдум, се полнаа кутии. После како пратениците беа буквално шверцувани. И сега на таков процес, тоа било европски, затоа што некој друг му одговарало тоа така да биде, кога ние се спротивставуваме на тоа, тогаш ние сме биле против Европската унија, против европските вредности. Затоа, горе-доле причините зашто јас сум против внесување на бугарите во устав е тоа.
Добро, уште едно кратко прашање, бидејќи имате јазична предност, бидејќи го разбирате албанскиот јазик, претпоставувам дека повеќе следите што се случува во Албанија изминативе години. Што направи албанците во Албанија плюс за они да можат да одат напред толку брзо, а ние да останеме тука? Сакам да кажам, дали освен тоа што стварно имаме еден карактеристичен и услови кои што никој други нема, дали нешто и ние лошо направивме да останеме заглавени? Додека во Македонија го имате еден Сашо Мјалков кој што е на слобода, во Албанија го имате градоначалникот на Тирана кој што се уште во притвор и кој се оптоварва за многу дела. Кој имате бивш председател, имате кој што исто така е во притвор. Додека имате додека пак во Македонија имате случаеви како што беше Бесатранс, Дурмотурс, онкологија, модуларна, каде што тогаш министер беше Венко Филипче, денеска истиот е председател на политичка партија и излегува и без никаков срам на родителите од Кочани, како пратеник излегува како демек им дава поддршка. Зошто не излезе на тие од модуларна тогаш да им даде поддршка? Сега ова со Кочани што се случува, значи имаме скоро сите функционери што беа фатени со истрагата сега веќе се пуштени во куќен притвор и целата тоа драма беше направена дека еве ВМРО апси, а сите тие беа уствари внесени во притвор без никаков основ, бидејќи за предизвикување општа опасност, каде што има над еден мртов, казната е минимум 3 години до животен затвор и сега многу е нелогично истите тие да ги пуштиш во куќен притвор со образложение дека не постои опасност од бегство. Значи на било кој од нас тука да не се заканува казна доживотен затвор би избегал. Добро, че гледате пропусти во истрагата. Да. Значи во овој делот на правосудство они многу понапред отидоа од нас. Значи, таму ова специјалното обвинителство си функционира. Кај нас специјалното обвинителство за еден мебел се искорумпираше. Да. Така да... Добро, ве разбирам, че подобро правосудството да си го реформираат како основа за функционирањето на државата и тоа им беше компаративна предност затоа што побрзо главните забелешки кај нас се околу правосудството, затоа и... Добро, ама нема тоа ни проблем ни со името и со немаат Бугарија за сотот кој што ги малтретира за се што. Океј, во ред, го беше спомнато за Кочана. Сакам да го слушам. Во ред. Сега сепак, кога ќе викнам на интервју, дома слушате го, сега сме на дебата. Кажете ми, се согласувате дека околу истрагата за Кочани дека има недоречености или недоследности? Па не сум вклучен во истрагата. Не можам да ја коментирам. Цела држава следи тоа. Не, ја следам, ама не сум вклучен. Како човек не сум. Не реков дека ти господинот не е вклучен, меѓутоа ниту професионално, ниту политички. Ниту ја располагам со некои информации дополнителни кои се надвор од оние кои ги има. Добро, бачи мислам ако уште ви интересира темава. Беше во куќен притвор сега, мислам тоа барем го знаеш. Да, го читав дека е пуштен во куќен притвор. Друго кој го знам дека беше дека го апсина. Широка истрага, се опфатија невообичаено огромен број на државни функционери кои имале допирна точка со надлежности во врска со работа на таа ноќна штаба. И како да кажам, и сите тие функционери се во куќен притвор сега. Прво ситуацијата е катаклизмично зашто никој не може да ги врати животите на младите. Тоа е нешто кое не можеме да го поправиме никако. Нема назад. Ма барем правдата за нив ќе биде ако вистински се осудат вистинските виновници. Затоа што најголема неправда е да осудиш некој на правда. Нели имено правило во теоријата се полага Добро, и во правото има една правила, целта на казнувањето не е некој да се казнува, само туколку и да се превенираат некои идни такви слични трагедии. Така да ако тука истрагата во теоријата на правото вика подобро илјада виновни на слобода отколку еден невин во затвор. Меѓутоа во овој случај јас не гледам дека имаше некој пропуст во истрагата зашто беше се опфатна и широка. Она го слушав јавното обвинител што го дава изјава републички. Кажеш подобро е надзаконско право од законско неправо. Не знам колку е случај и каков човек е, не го познавам, меѓутоа кажа дека во завршна фаза е постапката за понесување на обвинение. Се извршуваат последните разговори со обвинетите. До 16 и сведоци се слушувале. Така да ако тоа го завршат, претпоставувам дека за кратко време ќе го видиме на виделина обвинението. И ќе видиме кои се обвинети и зашто се обвинети. Едно е фалсификување на исправа, друго е
предизвикување на опасност во самиот објект. Трето е незаконско работење како правно лице во тој објект. Правната класификација на делата ќе биде интересна во овој случај, бидејќи не е една. Ќе биде претпоставувам минимум 3-4. И ќе бидат селектирани обвинетите по повеќе основи. Може би некој ќе се најде обвинети за повеќе од нив. Да оставиме уште колку дена се опрашање. Добро, вашиот краток одговор дека неговите обвиненијата нема да навлегуваат да дават оценка дали е селективно или неселективно и така. Јас не само што вршувам јавна функција, сум лидер на политичка партија. Ако се мешам во истрагата, ќе ја контаминирам со политички ставови, што не е коректно. Сите зборуваме за немешање на политиката во судството и во обвинителството, а сите политичарите барате изјава во врска со работата нивна. Не барам изјава, имаат пресконференции кај што зборуваат за работата за судството и обвинителството. Не, тоа е трагедија. Ама затоа јас македонски концепт не сме исти како тие што имаат пресконференции. Ние не одржавме ниту една пресконференција на темата. Го чекаме во законски ред, во законски рок, обвинителството да донесе обвинение, да поднесе. Вие се владени коалиционери, можете да ги критикувате зашто излегуваат во улога на обвинител. Не, обвинител не е коалиционен партнер. И кога они држа пресконференција, еве Панче апси, ние апсиме. Они ја зема улогата на обвинителот. Не, мислам дека ВМРО имаше повеќе. И сега кога ќе нема обвинение како? Не сакам да го бранам ВМРО, немам обврска, меѓутоа мислам дека ВМРО имаше реакциони пресови како вратка на оние од СДСМ, кај што СДСМ директно се вмеша во истрагата, со откривање и на детали и со некласични напади, со злоупотреба некрофилска на таква трагедија од невидени размери во поновата историја македонска. Вакви трагедија сме немале од Втора светска војна. Кој е злоупотребувал? СДСМ. И нивните пресконференциите, она нивната попредседателка имаше две попредседателки, излегува едната оштипка, се вика едната. Јасно, јас лично имав критика према и ова другата Чуповска, да, така се вика. И уште една Костова се вика, тие двете беа завалијата двете беа. Со такви пресконференции, недолично прво недолично на господи, на жени, второ недолико на политичка партија која се смета себе си за сериозна. Ама со оглед на нападите што ги правеа и врз мене, со хоминем напади, овие другите па на родителите со лични квалификации кон мене, како да кажам, тоа го донесе нивото на таа партија. Кој се заканува родителите? Па имаше од родителите изјави дека од власта им се закануваат за протестите што ги одржуваат и саботираат цело време. Види, јас имам разбирање за болката. Значи едните истите си системот тие си. Не, да ги оставиме родителите раат, да помислиме малку за нивната болка. Не, родителите протестираат. Ние треба да излеземе со нив на протест. Јас не можам да ги ниту осудам, ниту кажам ние збор за нив, само можам да искажам сожалување и толку. Добро, што мислите за протестите, инициативата која следен што ги организираше?